Почитувани Димитар Ковачевски денеска бесрамно ќе се обиде да представи човек чиј што брат веројатно извршил крвна одмазда и е осомничен за убиство, за министер за правда. Замислете, грешник Лога братот може да заврши во затвор за убиство, додека другиот, Кренар Лога, е министер за правда и ќе составува список за помилувања. Осомничен за убиство на Дилавер Бојку, познат на полицијата и на подземјето, заради крвна одмазда од претходни оружени, можеби семејни средби. Ете, Ковачевски денеска има прилика да застане во одбрана на екзекуција и крвна одмазда како правдолюбие. Почитувани, Ковачевски денеска ќе мора да објасни и како во одбрана, заменик министер, поставува човек со иредентистички идеи, антидржавни идеи, кој што е повлечен од мисијата во НАТО, откако се појави фотографија од Брисел дека е во први редови на протест за создавање на Илирида. Ковачевски ќе мора да се потруди, бидејќи Тирон Јајага во 2017 година го признава своето учество на протестите, своите убедувања, правдајќи се дека бил на протест за Илирида, протест со територијални претензии кон Македонија, за поделба на државата, бил на протест со такви барања, ама вон работно време. А работел како дипломат во македонската мисија во Брисел. И сега Ковачевски ќе го представува за заменик за одбрана на членка на НАТО. Ковачевски денеска ќе мора да се потруди да го објасни решението за здравство. Во услови кога луѓе умираат, излажани за лекови, тој поставува целосен анонимус, конфликтна личност со сомнително образование. Потребно е само Ковачевски да ја приложи листата за присутност на работа за Фатмир Меджити, кога доаѓа, кога заминува, дали воопшто седи на дежурства, за да сликата биде појасна за јавноста. Се работи за конфликтен лик, кој што Таравари, кога беше министер, го сместува во Фондот за здравствено осигурување, а потоа тоне во заборав до сега. Ковачевски поставува министер за здравство со единствена референца, кумашин и потрчко на Таравари. Ковачевски со сите сили ќе бара начин да ги сокрие тендерите од 4 милиони евра кои што семејството на Викторија Аврамовска Мадич ги заработи од градот Скопје, кога предложената за заменик министер беше секретар на Скопје. И како ќе прескокне дека за неа има поднесено кривична пријава до основното јавно обвинителство. Како ќе ги прескокне и објасни прескапите пожарникарски скали од семејната фирма на Мадич. Почитувани, како Ковачевски ќе ја објасни Маја Манолева за заменичка за здравство, која што на сила ДКСК мораше да ја натера да се откаже од приватната амбуланта додека беше директор, па потоа во врвот на лекарската комора. Како ќе објасни дека не си препраќала пациенти за рехабилитација од јавниот завод во приватна установа за физикална медицина. Почитувани, дали Ковачевски ќе ја представи Каја Шукова од животна средина како негова десна рака за издавање дозволи за фотоволтаици. Дали е вистина дека Шукова определувала дали дозвола за бизнис со фотоволтаици ќе се добие брзо или ако не е во согласно со семејната кумската фирма на Ковачевски, постојано нешто ќе фали во документацијата. Тоа ли е главната референца за Каја Шуковска да биде министер? Што ќе каже Ковачевски за предложената заменичка во земјоделство, Вјоца Бериша, која што директно ги посочуваше СДС и ДУИ за смртта на пациентите во пожарот во модуларната болница? Дали ќе каже дека ги простува пресконференциите со прстот посочен кон СДС, дали ќе ги нарече лажна пропаганда, или дека главната на Унијата на партиските жени ја злоупотребила смртта на пациентите за политичко внимание, или ќе ја посочи како лицемер. Почитувани, уште колку пари ќе треба да легнат на сметката на ДУИ од образование, додека ученици немаат книги, немаат свидетелства, документи, помагала, наставниците се деградирани, испитите за директори се поништени. Кое ќе му биде образложението на Ковачевски за предлогот Агим Нухиу да биде заменик министер за образование? Дали референца е успехот во правда или Јетон Шакири не можел сам без заменикот ДУИ во ликот на Нухиу? И со кој образ сега Ковачевски ќе предлага, а СДС ќе аплаудира за Азир Алиу за министер за администрација, кога истиот Алиу и неговото име го черечеа по медиуми како прв на листата на советници, како велеа прескапи советници на владата. Дали сега Ковачевски јавно ќе му се извини, дали ќе се извини на јавноста за јавните линчови со лаги за оцрнување на луѓе? Почитувани, Македонија нема да напредува, ниту ќе се справи со тешката економска криза, ниту во Европската Унија се влегува со осомничени, со иредентисти, со кумашини, лукративни помошници во тендери.
Ова не е листа за Сојуз за Европа, туку Сојуз за порази и за грабежи на Македонија, исполнување на хирови и лични желби на сметка на народот и на државата. На Македонија не и треба уште една влада без изборен легитимитет, туку брзи предвремени избори. Ви благодарам.